ИКАС 2025 годинава се будува за светската ранг листа на Интернационалната кајак Федерација. Ке настапат над 100 кајакари од 10 земји, а Македонија во 4 категории во машка и женска конкуренција ќе ја представат 20 кајакари. Сега ќе го слушнеме Роберт Папазов, благодарам на колегите од режија, сега може и убаво да се слушнеме. Зошто е толку значаен ИКАС 2025 токму за овој викенд, за матка, зошто ќе собере толку луѓе? Па вака, најпрво би почнал од самите почетоци на овој надпревар. Илинденскиот кајак слалом, популарно наречен ИКАС, прв пат се одржал и од 1969 година во чест на големиот македонски празник Илинден. Благодарение на успешните организации во тие години, преубавата патека во 1975 година е одржано светско првенство, да, во кајак на диви води, потоа 2004 година европско првенство во кајак слалом, 2014 европско јуниорско и У23. Значи, сите овие организации на ИКАС придонеле да во нашата држава имаме повеќе светски надпреварувања, но во исто време Илинденскиот кајак слалом, еве јас кога сум бил надпреварувач и нашите секогаш репрезентативци и олимпијци имале можност на домашна патека да ги измерат силите со светски познатите кајакари. Вие сте сега председател на Кајакарската федерација. Да, одамна. Сега како поранешен кајакар многу добро знаете што е потребно за сите кои што се надпреваруваат, за сите кајакари, па и за идните генерации. Колку имавте поддршка од институциите за ИКАС 2025? Па традиционално Илинденскиот кајак слалом покровител е Министерството за спорт, претходно Агенцијата за млади и спорт, градот Скопје, бидејќи ИКАС е составен дел од градот Скопје. Значи, поради ИКАС, европската и светската кајакарска јавност доаѓаат во Скопје со години. Публиката... Што се тоа значи за промоција на Македонија? Тоа значи, да. Значи, сега поново по социјални медиуми сите гости кога ги си одат од ИКАС, па ставаат фотографии од градот, од матка. Ке успеете да ги подпрошетате малку низ Македонија или? Па надпреварувачите веќе се тука, тренираат на патеката, знаете... Што велат за патеката? Патеката е одлична, природата е одлична, колку имаат време за прошетка, нели имаме... Добро, сега пред надпреварувањето можеби тајминзи за тренинг, да, пред надпреварувањето тешко, меѓутоа можеби потоа пред одење би се прошетало. Какви резултати очекуваме на нашите представници пресен и колку сме конкурентни? Така. Прво би кажал, како што веќе вие кажавте, оваа година прв пат Илинденскиот кајак слалом ќе биде надпревар за бодување на светската ранг листа, популарно наречено World Ranking Race. Затоа имаме подолго време повеќе надпреварувачи од повеќе држави, значи 10 држави се веќе тука, и имаме и надвор од Европа, Канада е присутна со 20 надпреварувачи. Нашите кајакари, како што и претходно кажав, се им е можност да се измерат со елитата во кајакот за помладите велам, а репрезентативците наши, особено нашиот најдобар кајакар Ангел Петрушев, со него разговаравме. Се надеваме и на победа. Да, со него разговаравме, колегата Петар Печков направи разговор со него, ќе го видиме на самиот крај од нашиот разговор. Вие како поранешен кајакар забележав дека со одредени емоции се сеќавате кон вашето надпреварување на ИКАС. Што за вас представува ова надпреварување? Па да, јас далечната 93-та прв пат учествував на ИКАС, значи 20 на години како надпреварувач, имам и 2 победи и неколку други медали. 10 на години како водач на клуб, на екипа, сум настапувал. Чест и задоволство е да се учествува на било кој начин во ИКАС, но оваа година како
организатор сега имам добро, и имате огромна поголема одговорност. Годинава. Со оглед на тоа дека годинава имате и друга функција, сте председател на Кајакарската федерација, неодамна ја добивте функцијата. Ке искористиме само на крајот од разговорот. Ајде, на кратко. Што би направиле вие за промоција и поддршка и отворен пат на идните генерации кајакари? Така. Значи, врвен приоритет за моето доаѓање како поранешен спортист, а сега председател, е постигнување врвни резултати. Значи, настап на Олимписките игри во Лос Анџелес, но не само настап, туку и постигнување на резултати е наш врвен приоритет. За тој приоритет има многу фактори кои влијаат, треба многу работа, меѓутоа не ги забораваме и младите. Одлична соработка, како што кажав, имаме со Министерството за спорт, со Европската и Светската кајак федерација. На промоција веќе работиме со нашиот поранешен познат олимпиец Лазар Поповски и Кајак Адвенчер на привлекување на млади кајакари. Можеби би го обновиле и проектот Сите во кајак. Заедно со Факултетот за физичка култура и Кајак Адвенчер би правеле научно-истражувачка работа за влијанието на спортот врз младите. Со Македонскиот олимписки комитет во проектот Олимписка солидарност во финални преговори сме со Светската федерација кајакарска да одржиме семинар за тренери, да обучиме што повеќе. Од нашите тренери има некои кои што немаат на соодветно образование, а го познаваат кајакарскиот спорт, кој е доста специфичен. Илинденскиот кајак Славом оваа година и воедно и генерална проба за Европскиот младински олимписки фестивал, кој што ќе се одржи во јули во Скопје, кај што ќе има делегации од 40 држави. Подпредседателот на Европската федерација овде како делегат. Ова ќе биде генерална оценка за ЕОФ. Полнира се работа, така. Добро, солисно, новата функција. Има повеќе. Да, солисно, убаво да поминате и овој викенд на матка и се надевам дека голем број на посетители, пред се уживатели на спортот ќе бидат, ќе се соберат на матка. Ако ми дозволите уште кратко, морам да истакнам дека во организацијата на Илинденскиот кајак слалом не би била можна без поранешните кајакари, луѓето кои што работеле, кои што со емоции гледаат кон овој настан, посебно од кајакарскиот каноклуб Илинден 90 од Скопје, кои што се технички организатори. Да упатам покана до целата македонска јавност. Значи, метеоролозите предвидуваат одлично време викендов, одлична природа, одличен надпревар, гревота е. А и одамна може не сме биле на матка и ве причина зашто да отидеме. Благодарам